Najprej да спомним за кај сва с председница. Најпрво да споменам зошто со председателката Колинда Грабар-Китаровик, која што е предводник на процесот во Брдо, сме овде. Таа сакаше да ја посети Македонија и беше спречена минатото лето на конференцијата во Будва, а потоа и во другата половина од летото на конференцијата во Загреб. Нашата желба, желбата на предводникот на процесот во Брдо Бриони, е Македонија да напредува на патот кон евроатлантската интеграција и да ги отстрани пречките што стојат на тој пат. Синоќа имавме средби со лидерите на политичките партии, како и со председателот. Напишавме соопштение кое што го пративме до председателот на Турција, подпредседателот на САД Бајден. Со тоа сакавме да укажеме на некои од релевантните фактори кои чекори се неопходни за понатаму. Македонија долго време не напредува на патот за приклучување во Европската Унија и за влез во НАТО. Зборувавме за домашните проблеми, како и за недоразбирањата со некои од земјите членки во овие асоциации. Моето мислење е дека сите проблеми може да се решат во рамките на еден демократски процес. И политичарите треба да се одлучни и со чувство за национално единство, а Европската Унија секако ќе помогне да се најде заеднички компромис. Наша мисија овде, односно долазак наш путување у Македонiju. Нашето доаѓање овде е за тоа што го зборуваме веќе подолго време. Тоа е затоа што сакаме да го забрзаме процесот на евроатлантската интеграција, не само на Македонија, туку и на сите држави во опкружувањето, во југоисточна Европа, се разбира со исполнување на критериумите. После сите разговори со председателот Иванов, како и со сите учесници во политичкиот живот, барем со овие најголемите, со лидерите на политичките партии и коалиции, го поттикнуваме диалогот, ги охрабруваме на диалог за исполнување на реформите, да се надминат пречките кои постојат и секако со наредните избори, која е секако внатрешна работа на Македонија. Бидејќи во демократски земји, секогаш со изборите најдобро и најдемократско решение за излез од кризите. Кога не постои договор како да се оди понатаму. Посакувам да се решат недоразбирањата, да договорот од Пржино продолжи, а ние ќе поднесеме извештај во Европската Унија, Турција и сите што ќе учествуваат во процесот Брдо Бриони.